Почитувани гледачи, добар ден. Добродојдовте во уште една епизода на Маја готви. Мојот денешен избор за рецепт можеби не е традиционален, веројатно ќе го сретнете по интернет страниците за рецепти кои се класични за латинскиот свет. Меѓутоа, јас решив денеска да ви го подготвам, бидејќи ние, како и тој свет, во Латинска Америка, многу сакаме да конзумираме пилешка супа. Оригиналното име на рецептот е санкоча. Тоа во суштина во превод е пилешка супа, меѓутоа, во латинскиот свет го подигнале на многу повисоко ниво. Ова е исто така одличен начин да им скриете на вашите деца зеленчуци кои не сакаат да ги конзумираат, а јас во мојот денеска ќе ставам банана и пченка. Се гледаме во кујната и мојот рецепт санкоча супа. Денеска ви ветив еден оброк кој веројатно никогаш не сте го пробале, можеби сте го пробале сурфајки по интернет страниците. Јас го правам често, бидејќи на тој начин можам да обезбедам најразлични состојки во едно јадење, а да им се допаѓа на моите најблиски. Денеска ќе подготвиме санкоча супа. Тоа е една класична пилешка супа која ќе има и телешко ребро во мојот случај. Месото со кое ќе ја вариме супата, ќе го извадиме, ќе го подпечеме, од кога веќе ќе ги прими сите сокови на сите зеленчуци кои ќе ги ставиме внатре и ќе имаме еден оброк кој ќе го направите наеднаш. За да ја подготвиме, секоја добра супа почнува со кромит. Имаме 2 цели главици кромит. Ќе ги сечкаме не многу ситно, меѓутоа ќе одат на коцки. Меѓу време само да го уклучам за да се стофли тенџерето во длабоко, голема тенџера, бидејќи ќе имате голема количина на состојки. И го додаваме кромитот. Пропржуваме додека кромитот не застакли. Некои споминки. Она што би сакала да ви кажам дека брилјант е рафинирано сончогледово масло со најголема биолошка вредност од сите масла за јадење наменети за широка потрошувачка. Неговата голема застапеност се должи на пријатниот мирис, вкус и стабилност и големиот процент на линолска масна киселина која е есенцијална. Ово ќе промешате, бидејќи компирот може да ви се залепи, не сакајки. Значи ставивме 4 компири. Ќе промешаме. Ќе додадеме уште малку масло. Бидејќи сега ќе го ставиме месото, кое сакаме малку да го пропржиме. Имаме 2 пилешки стека. Цели ќе ги ставиме. Бидејќи сакаме само да го впијат вкусот, да се сварат во супата, а подоцна ќе ги извадиме да ги испечеме. Ставиме и цело телешко ребро. Ова е тие кратките ребра, ќе ги ставиме за да пуштат прекрасен вкус внатре, а подоцна малце ќе ги испечеме. На крај ќе додадеме 3 ливчиња ловоров лист и 2 лажици мајчина душица. Сето тоа убаво ќе го засолиме, бидејќи ќе имаме голема количина на супа и ќе ставиме црн бибер. Ете така. И ги пропржаме од сите страни.
И она што неочекувано, веројатно, ќе влезе во супата, е една зелена банана. Да имате сладко изненадување во супата. Ќе исечеме на купчиња. Таа ќе се распадне. Ќе го направи само благоња вкусот на супата. И ќе ставиме една пченка исечена на тркалца. Секако ќе им нагласите на вашите гости или најблиски дека треба да внимаваат на кочанот на пченката. И врз сето ова ќе ставиме околу литра и пол пилешки бујон. Јас го подготвив на страна. Да го прикрие месото. Направи малку бељама. Ете така. Ова ќе промешате. И она што е состојка на целиот латински свет е цела китка коријандер. Ставиме грубо исечкан коријандер. Цела китка. Промешаме. Ќе го закупиме и ќе го оставиме да се вари околу 30 минути. После 30 минути ќе го извадиме телешкото месо, ќе го извадиме пилешката, ќе го ставиме во ред на 7-8 минути да се испече и ќе ви кажам што треба да се подготви за да направите прекрасен прилог кој оди со оваа супа. Нашата супа се веќе се вари на другиот шпоред, значи ќе вариме 30 минути, потоа ќе го извадиме пилешкото и телешкото, ќе го испечеме во рирна, а за тоа време ќе ви подготвам еден сос. Нели во нашите ресторани често кога одиме да порачаме чорба, секогаш ни е случај со едно малечко тањерче во кое има многу лук, некогаш оцет, некогаш има масло. Во санкочо супата ова е прилогот кој оди и го ставате по желба. За да го подготвиме овој прилог, односно сос кој оди во супата, потребна ни е цела китка коријандер, која ќе исечеме многу ситно. Во цела Латинска Америка, односно шпанската, мексичката, доминиканската кујна, најчесто се заснова на коријандерот како зачин. Ние го немаме тука многу распространет, меѓутоа го имаме нашиот Макдоналдс, исто изгледа, меѓутоа има многу различен вкус, има една така посилна една арома. И сите јадења од латинскиот свет најчесто мирисат на коријандер. И ние имаме нели вакви сосови кои ги ставаме во супа, во кои користиме сецкан Макдоналдс, лукче, лимон, зависи од типот на супата. Во овој ќе ставиме нели на цела китка коријандер. Само да е иситнам, бидејќи ви треба малецки парченца, тој ќе биде свеж и ќе додаде дополнителна боја, витамини, арома на супата. Префрлиме во длабока чинија, бидејќи на крајот ќе ставиме и вода. Ова е повеќе само за составување на состојки, нема ништо да вариме, пржиме. Ете така. Ќе ставиме пола кромит, исто многу ситно исецкан. И го префрлиме во
ќе ставиме едно купче зелено младо кромитче. Да, овој сос се заснова претежно на кромит. Исто така многу ситно. Не, колку сакаш. Меѓутоа, тоа е убавината на готвењето. На крај ќе исцедиме еден цел лимон. Тоа ќе биде киселиот дел за зачин за супата. Ова се додава по желба. Доколку ви се допаѓа вкусот, го додавате, доколку не. Санкочо супата најчесто се служи со белориз, авокадо и ваков прилог. Ќе додадеме едно многу остро зелено чили. Бидејќи сакаме да има лут вкус. Чилито е многу исто така користено во овие земји. Ќе внимавате да не ги пипнете очите додека го сечате. Прелуто е. Ситно. Бидејќи го сакате како огнено изненадување. Повторно зелено. Зелените никога знаат да бидат многу по-лути од црвените. И последно ставаме домат. Го сечеме на коцки, заедно со сокот. Убаво се ќе промешаме. Ова може да биде и прекрасна салата. Ако мене ме прашувате. Токму ваква салата би направила. Ќе засолите. Убава количина, бидејќи ова е зачин за во супата. И на крајот ќе додадеме 3/4 шулја ладна вода. Нема да додадеме масло, нема да додадеме ни бибер. Ќе го отставиме да отстои додека и заврши супата. Нашата супа се вареше околу 31 минути. И како последна постапка, што ќе ја направиме, ќе биде да го извадиме месото за да го подпечеме. Го имаме силното телешко ребро. И двата стека. Чорбата мириса фантастично. Ќе оставиме да се довари, додека ни се подпекува месото. Месото оди околу 10-15 минути, односно додека не подгори. Убаво ќе го засолиме. Ќе ставиме црн бибер. Малку маслиново. И оди во рерна околу 10 до 15 минути, односно ќе видите кога ќе почне више да биде испечено, кога ќе почне да подгорува, го вадите, го служите на една даска, а ние ќе се видиме надвор веќе на послужувањето.
денеска ви подготвив едно малку посложено јадење, меѓутоа верувам дека со целата постапка на подготвување видовте дека е навистина лесно да се подготви. Ви подготвив санкоча супа или пилешка супа која внатре има прекрасни работи кои ќе ви изненадат со секое залче. Јас го послужив со она што е традиционално, се служи со бело рис со авокадо и се надевам дека ќе се осмелите да го пробате овој рецепт. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Маја готви.